Со емотивен говор, со треперлив глас и низ незапирливи солзи, кошаркарот Владко Илиевски говореше вчера на доделувањето на наградата за животно дело Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Со многу паузи и видно растреперен, со Владко плачеше и цела сала во Центар за култура Антон Панов, кога тој говореше за најголемите своји достигнувања, за родителите, сопругата и двата сина. Илиевски пред струмичани зборуваше за почетоците во градот, за луѓето што му помогнале да почне да се оформува како кошаркар, но и за семејството на кој ги посвети сите своји успеси. Се сеќавате на тројката против Литванија, одлучувачка за репрезентативниот тим да донесе победа, а со тоа и неизмерна радост и национална гордост за сите наши граѓани во таа 2011, кога успеевме да се пласираме на високото 4-то место во Европа. И во моментот кога дадов тројката, и денеска кога зборувам пред вас, целиот мој постигнат спортски успех му го посветувам на мојот покоен татко Илија. Неговата безрезервна поддршка, неговата љубов и чувството на одговорност и дисциплина се вградени во мене. Во мојата кошарка, во се што работа ми правам во мојот живот. Би ја спомнали мојата добра и скромна мајка Стојка, која е тука. Таа се уште е мојот и нашиот семеен бедем, моето засолниште, извор на неизмерна љубов, заштита и поддршка. Кошарката беше моја прва љубов, а мојата последна вистинска единствена љубов, мојата Ања, на која е да должам сета благодарност на овој свет за посветеноста, љубовта и поддршката која што ми ја пружа сите овие години од нашиот заеднички живот, за нашите два прекрасни сина, Лука и Јаков, кои се смислата на нашето постојање. Познатиот кошаркар од Струмица со светска кариера вчера го доби највисокото општинско признание Свети 15 Тивериополски свештеномаченици како заокружување на неговиот професионален кошаркарски ангажман, со кој покрај клубовите за кои играше, ја представуваше и Струмица и Македонија.